Во духот на престојните великденски празници е токму хуманоста. Органодарителството е највисок чин на хуманост кој може да го манифестира еден човек. Во земјава последниве години се зголеми бројот на органодарители и трансплантации, но недостига уште многу напредок на ова поле. Националното здружение Храбро срце неодамна започна нова кампања за органодарителство и за подигнување на јавноста за истото. Под мотото предизвик ги повикуваат младите луѓе со објавување на видеа да ги поддржат на социјалните мрежи. За очекувањето од новата кампања за органодарителство, утринава разговараме со Васко Јолески, председател на Националното здружение Храбро срце, кој ни се јавува во живо на Скајп и тоа од Струга. Васко, добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро на вам и вашите гледачи. Добро ве најдов. Се надевам да и дека ќе се видиме за кратко. Она што би сакал на почетокот на денешниот разговор да го кажеме, како е утринава во Струга, вашето гостување ќе го искористам на почетокот за да ги информираме нашите гледачи дали има зголемена фреквенција на туристи во пресрет на великденските празници. Струга, за разлика од минатата година, поради ковид мерките немаше толку многу фреквенција, годинава е препол. Се осеќа, се чувствува она празнична атмосфера, односно предпразнична. Така. И се враќа сјајот како некогаш. Да, и верувам дека навистина целото Охридско Струшко крајбрежје ќе биде полно со туристи. Она што досега како информација го имаме е дека повеќе од 50% од капацитетите се исполнети. Но ајде да се вратиме на она што е актуелна тема на нашиот разговор денеска, новата кампања за органодарителство насловена Предизвик. Од каде произлезе потребата за една ваква кампања, која е целта на истата и зошто таргетот на новата кампања се токму младите луѓе? Подолго време Здруженијето веќе подига свест кај населението за организување. Тоа го правиме ние пред се поради нашиот проблем, кој што пациенти со механичка потпора кои чекаат трансплантација. Потребата е едноставно од тоа што никој друг не прави ништо за да се подигне свеста, освен вие, медиумските работници и медиумите кои ни помагате по државава. И затоа се одлучивме на една ваква кампања каде што без финансиски средства ќе може да ја подигаме свеста, затоа што пред се ние немаме финансиски средства во Здружение. А токму младите, затоа што познато е дека младите се роторот на моторот за движење на општеството напред и постигнување на новите, да кажам, нешта во општеството кои што треба да дојдат во Македонија, бидејќи организувањето беше табу тема, сега е на некое ниво, на почетно ниво за развивање, но се уште не е на задоволително. Ајде една информација која што верувам ќе ги интересира многумина кои што не следат утринава, на кој начин всушност младите во земјава може да ја поддржат новата кампања наречена Предизвик на Националното здружение Храбро срце? Кампањата Предизвик може да ја поддржат со тоа што ќе снимат сопствено селфи видео со 2-3 реченици, каде што упатуваат поддршка за Здруженијето Храбро срце и каде што подигаат свест за органодарување. Потоа на својот профил од социјалните мрежи ќе објават тоа видео, ќе го тагнат Здруженијето, Национално здружение Храбро срце и ќе предизвикаат своји пријатели од истата на пријатели од профилот да го направат истото. Каков е одзивот на кампањата досега? Задоволни ли сте од тоа како јавноста реагира на кампањата по низиното започнување и колку оваа кампања најде на поддршка меѓу другото и кај докторската фела? Одзивот на кампањата и не е баш кузнит колку голем, но за сега е на задоволително ниво и се уште ќе се развива. Морам да кажам да се заблагодарам гласно и јасно за докторската фела, постојано не поддржува во секоја кампања, значи докторите се тие кои што најмногу не поддржуваат, исто така медиумите, медиумските работници, екстрадата, уметниците, познатите луѓе, па дури и од политичкиот живот луѓе се вклучија во кампањата. Кои се очекувањата лично од вас како здружение, Национално здружение Храбро срце? Што очекувате од оваа кампања? Од оваа кампања очекуваме да пред се да се подигне уште малку
свеста за органодарување, а исто така мислиме и дека ќе доприме до надлежните да организираат национална кампања, која што насушно е потребна. Ако сакаме да го развиваме тој дел од медицината во нашата држава. Ова не е единствената кампања која што ја организираше Националното здружение Храбро срце досега, барем во поглед на органодарителството. Ја организиравте и националната кампања за органодарителство Дарувај орган, спаси живот. Каков одек имаше кампањата во македонската јавност и какви беа реакциите на граѓаните? Успеа ли оваа кампања да ги помрдне работите од место, барем кога е во прашање органодарителството? Во овај пат нема да сум скромен и ќе кажам дека здруженијето е едино кое што подига свест за органодарување и само по себе резултатите од таквите кампањи и разните активности што ги правевме се видливи, со тоа што во Македонија мрдна од мртва точка сферата органодарување отпочна. И сметам дека имаме голем удел и голема заслуга во тоа, покрај роднините, семејствата на оние од кои што се донира орган и нормално повторно докторската фела и останатите. Сметате ли дека доволно гласно се говори во Македонија за органодарителството? Не, напротив, сметаме дека многу малку се зборува на таа тема, дека треба многу повеќе да се зборува, дека треба да се вклучи дури во образовниот систем, нормално онаму каде што може тоа да се пласира без да ги повреди чувствата на најмладите. Да, сосема внимателно барем и во образовниот процес, всушност тоа беше една и од вашите заложби како здружение. Во тек е кампањата за органодарителство предизвик. Она што ме интересира е со кои предизвици се соочуваат токму членовите на здруженијето Храбро срце во моментов, кои се главните предизвици со кои што се соочуваат вашите членови, инаку да споменеме за јавноста пациенти со механичка потпора на срцето? Главните предизвици моментално се токму недооформеността на системот за третирање на нашиот проблем. Отпочнале да монтираат такви девајси, такви пумпи, а не предвиделе што понатаму. Нема програма за третирање на пациентите, како што е за некои за заздравување на своите срца, пример, некои треба да се најдат на листите за консултација. Ние треба да сме на првото од листата, бидејќи во светот општо познато е дека ние сме на една терапија мост до трансплантација, која што ни купува време да издржиме до трансплантацијата. Исто така лекарствата се многу застарени. Листата на лекарства за третирање на овој проблем не е обновена. Истите тие лекови исто чинат, че фондот исто би издвојувал средства за новите лекови кои што ќе дадат многу подобар резултат, а ние сме приморани приватно да набавуваме и дури и на црно, дека ги нема во Македонија да се направат најдобрите лекови за овој проблем. Васко, години наназад како Национално здружение Храбро срце барате измени во Законот за органодарителство. Што точно би требало да променат тие? Поточно измените треба само една клаузула да се вметни во самиот закон. Законот е добар, морам да признам дека законот е добар и е донесен со консензус од сите верски заедници, што е многу битно за општеството во што живееме. Законот е добар, само треба да се вметне една клаузула каде што ќе кажува дека човек додека е жив, при здрава свест, доколку се изјасни дека сака да е донор, семејството да не може да ја промени неговата одлука. Најчесто се случува семејството да ја промени одлуката и да не дозволи експлантација на. Последниве години се почести се случаите на трансплантација, како од жив, така и од починат донор. Дали се ова факти кои што реално треба да дадат позитивен сигнал за органодарителството во Македонија или има уште многу да се работи на ова поле и колку кампањите кои што се реализираат имаат позитивен ефект или сепак потребна една посеопфатна национална кампања за органодарителство? Кој е вашиот став? Дека има резултати дека трансплантната медицина во Македонија забрзано се развива. Ги имаме најдобрите доктори во таа сфера, се докажа и покажаа дека можат и умеат. А дека треба национална кампања, да, треба.
насушно е потребна и тоа по примерот на оние кампањи кои што се водеа за излези да гласаш или на референдум или не знам, не сакам да споменувам други кампањи, каде што се настапи со силни кампањи и родија со пот дури и кај оние најтврдокорните кои што се противеа на некои нешта во општеството, но сепак имаше добри резултати. Васко, благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Верувам дека со овој разговор поттикнавме добар дел од нашите гледачи да размислат за дарувањето на органи. Секој од нас е навистина во можност да го направи тој највозвишен чин, да спаси нечи живот. А ако се има предвид дека еден починат може да спаси до 8 животи, тогаш е очигледно зошто се вели дека органодарителството е всушност највисок чин на хуманост. Она што е важно е дека имате нашата медиумска поддршка токму и за новата кампања Предизвик. Сум бескрајно благодарен што ни возможувате така да бидеме слушнати и после разговоров ќе ве предизвикам вам да ми се приклучите во нашата кампања Предизвик, да вие да ги викате вашите колеги, медиумските работници и други да не поддржат. Така. Со задоволство го прифаќаме Предизвикот. Имајте убави великденски празници. Ние секако се гледаме во следна прилика. Вие благодарам.